Добар ден, почитувани гледачи. Уште 15 на минути до 6 часот. Денес, недела, а синоптичарите велат дека е во жолтата фаза, алертна фаза, и препорачуваат како да се однесуваме. Изгледа дека летото си ги покажува сите своји атрибути. Денес е 14, уште 5 дена и званично треба да започне летото. Но, некогаш сметањето на времето не е исто што и природата. Меша Селимович рекол, животот не е исто што и да го поминеш полето. Ама ние полето ќе го одминиме со тоа што ќе си ја завршиме нашева работа, а тоа е редовната двонеделна емисија со докторите, со оние кои знаат што е во нивната струка најважно, од Аџибадем Систина и секогаш со темите со кои што со вас се договараме. А пред да започнам да го представам мојот гостин и темите за кои што ќе разговарам со него, да ве подсетам дека по 20 на минути телефоните ги имате на мониторот 67231 3 672-314, ке можете да го искористите присуството на докторот овде, мојот гостин, и да му поставите некоја прашање која е ваша дилема. А јас имав една дилема пред почетокот на оваа емисија, поврзана со некој моје сеќавање од литературата. Легендарниот момчило Момо Капор за средбата со неговата сопруга напишал вака: кога ја видов во авионот, не ми застана само часовникот, туку и срцето. И од тогаш тоа почна да работи во ритмот кој таа го одредуваше. Како е ритмот на срцето? Кој го одредува? И кој го забавува? Кој го забрзува? И што за нашиот организам значи непостоењето на константен ритм и како тоа настанува? Како тоа може да се превенира и како да се лечи? А инаку во литературата и во народните умотворби, народното колективно сеќавање поврзано со ритмот на срцето имате многу. Ми забрза срцето, ме уплаши, срцето ми застана, а подосна срцето ми работеше како на заек. Еве, јас како лаик зборувам само за она што ние го чувствуваме. А докторот Дејан Ковачевиќ е мој и ваш гостин. Со него ќе зборуваме дали убавите жени може да ни го забрзаат срцето и дали емоциите делуваат на губењето на ритмот на срцето. Или пак срцето има своји правила. Добре дојдете во емисија, доктор. Благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на телевизија Иристо. Јас рекол што напишал Момо Капор. Психолошката состојба на еден човек во еден даден момент, делува ли на работата на срцето и како? Еве, да ја осликаме оваа работа. Вели Момо Капор, кога ја видов, не ми застана само срцето, часовникот, туку и срцето. А веднаш потоа почна да работи во нејзиниот ритм. Љубовта е чудна работа, нели? Никогаш не можеме да знаеме кога ќе не најде, нели? Така да, оно што, нели, господинот го снашло е една состојба во која што нашиот мозок, нашите хормони, нашиот организам реагира на некои наши потреби. Сето тоа е под команда на многу центрите кои што ги имаме и системот како ни работи, не може да функционира без работата на срцето. Срцето е една пумпа која што имаме во нашиот организам и доведува се она што ни треба до сите наши клетки, за да ние можеме да постоиме и да обстоиме. Командата главна за тоа што ни се случува е нашиот мозок. Таму постојат центри кои што даваат стимулација, односно наредби колку брзо или споро да работи срцето, односно во моментот колку треба да ни биде фреквенцијата, колку треба да ни биде крвниот притисок, за да можеме да своите потреби ги направиме. Сигурно различно е кога спиете, срцето работи поспоро. Сигурно дека кога трчате и кога имате екстремен напор, срцето треба да работи побрзо. Сето тоа е под команда на различни системи кои што се поврзани, а срцето како во целата таа игра е главната пумпа која што треба да направи она што треба вие да го направите, да ви помогне да можете да функционирате. Значи на срцето од центарот кој му дава команди, со модерен речник кажано каде што е софтверот, има одреден ритам во согласност со нашиот начин на живот. Но има и нешто што според латинскиот речник се нарекува не ритам или прекршување на ритмот. Кога додадете а пред поемот на латински, значи дека се прекршува тоа, ако не се лажи. Што е се тоа аритми? Аритмијата е еден аритмите. Значи неправилната срцева работа, во македонскиот дел представува проблем на пробрза срцева работа најчесто, меѓутоа освен брза срцева работа, некојаш срцето може и поспоро да работи што треба.
Неправилната срцева работа, во која што терминот аритмии, значи забрзана срцева работа, може да биде од синусна, која што е една нормална срцева работа, која што ви е забрзана, како на пример кога господинот Капор ја сретнал неговата една жена, тогаш срцето ви работи побрзо, кога имате температура, кога сте дехидрирани, кога сте возбудени, кога се случува нешто друго, кога имате некаква стимулација позитивна да излачите малци хормони, адреналин, срцето работи во еден побрз ритам. Меѓутоа, тој ритам не е аритмија, тогаш е само забрзана срцева работа. Кога срцето ќе почне да тој ритмичен систем греши и прави грешка, тогаш настанува аритмијата. Аритмијата може да бидат поделени се како забрзана срцева работа која што е од предкоморите или од коморите. Сите тие во самиот настанок на самата аритмија е местото од каде што се случува грешката, дали е во предкомората или во комората. Така да, зависно од типот на проблемот, колку е тој опасен и колку е самиот како аритмија опасен за лицето што во моментот ја има. Спорите срцеви работи се блоковите во кои што импулсите кои што нормално треба да тргнат од предкомората и да поминат во еден дел кој што се вика авечор, значи спој помеѓу предкоморите и коморите, само тоа место е во нашето срце каде што тој импулс може да помине и кога ќе направи грешка, односно него пропушта секој импулс. Така да спората срцева работа представува друг проблем во кој што пациентот нема доволно циркулација во моментот и заради тоа може да има одредени потешкоти и симптоми. Професоре, вие лекарите имате методологија, согледување, сето тоа е една дисциплина наречена диагностицирање, но ние сме лаици. Како ние, како луѓе, да препознаеме дека нашето срце излегува од ритмот? Имаме аритмија. Па за да ве побараме вашето стручно мислење. Па, обично самите пациенти прво што чувствуваат е дека, најчесто дека ритмот на срцето како што треба да води во една ритмична работа, осеќаат дека во моментот како да им прелапнало нешто, прескокнало. Тоа обично го објаснуваат пациентите кога ќе почнат првите екстрасистоли и чувствуваат. Меѓутоа, кога ќе се појават забрзаните срцеви ритмови кои што може да доведат и до проблем со циркулацијата, односно може да почувствуваат пациенти многу други симптоми кои што најчесто е губиток на свеста како еден од најозбилните проблеми. Но најчесто се јавуваат да не може да си ги извршат своите вообичаени работи. Значи пациентот кој што секојдневно си има некоја рутина која што си ја прави, одеднашка не може да се заврши се што можел дента да прави, почнува да има проблем. Не може да се качи до вториот спрат, не може да искочи на улица, му се јавуваат одредени проблеми кои што се општи, меѓутоа многу често може да бидат поврзани со неправилна срцева работа. По старите ќе ви простите за употребата на речникот лаички, но би сакал моите гледачи да имат малку поголемо познавање околу тоа, како самите да се справат со тоа. Во нашето колективно сеќавање има нешто кое вели срцето ти работи како отечено, како зголемено. Тоа ли е причината? Да, срцевата пумпа и срцевата моќ има одреден дел во кој што треба срцето да испумпа одредена количина на крв за да ние функционираме како што треба. Во некои случаи, поради некои кардиолошки заболувања, доаѓа до недоволна моќност на пумпата да пумпа. Дел од проблемите може да бидат аритмиите, значи проблемот со срцевата работа, меѓутоа може да бидат и други заболувања на срцето, кога доаѓа до проширување на срцето заради болест на срцевите валвули, капачињата што ги имаме, заради болест на крвните садови, стеснувања кои што исхраната на одредени делови од срцето не е како што треба. Сите тие болести може да предизвикаат неправилна срцева работа. Така да проблемот во кој што ќе се најде пациентот зависи во каков кардиолошки процес е во моментот, одно што се случува како болест на срцето. Поврзано ли е тоа со животната доба? Сигурно. Делот на болестите се квалификуваат и со возраст, односно очекувањето на одреден проблем на некаков тип на болест е соодветно на вашата возраст. Кај помладите луѓе почесто очекуваме некои вродени срцеви заболувања, некои вродени срцеви аритми кои што можеме да ги најдеме. Меѓутоа, кај повозрастните луѓе секогаш очекуваме појава на одредени болести и состојби кои што се поврзани со процесот на старење. Атеросклерозата, односно старењето на крвните садови, за жал е процес кој што кај сите ни се случува, кај никој побрзо, кај никој поскоро. Нема гейм овер таму? Нема гейм овер, има само успорување. Така. Зошто тоа ни се случува? Вака, пред да започнеме вториот дел од разговорот како да го лечиме, јас ова емисија поделив во 3 дела, да разговараме за поемот, за превенција и за она што е вашата струка, како да ни помогнете, како да и помогнете на
на пациент. Зошто ни се случуваат аритмии? Проблемот кој што ќе настане со аритмиите, идеме во едно интересно прашање, младите луѓе кога добиваат најмногу аритмии, и тоа е еден проблем на неправилна срцева работа на предкомирите. А во англиската номенклатура се вика Friday аритмија. Тоа е појава на атриална фибрилација, предкоморна аритмија, која што се јавува кога младите луѓе ќе се отурат со алкохол. И посебно им се случува во зимните богати, петок, сабота, деновите кога се за пијанка, да се препијат луѓето и се јавуваат после тоа во нивните служби за брза помош за да се среди аритмијата. Значи избегнувањето на преголемата количина на алкохол сигурно е една од мерките на превенција да се спречи појава на одреден тип на аритмии, посебно кај младите луѓе. Значи сепак уживањето во алкохол е за дружба, а не за алкохолот. Кај постарите тоа е дел од животот. Да, кај постарите луѓе процесите кои што доведуваат до старење на нашиот организам доведуваат до можност за појава на било која од аритмиите, дали тоа е брза, спора, заради старењето, едноставно системот кој што е одговорен и кој што прави да срцето работи како што треба, сепак има и тој време на траење, да во одреден временски период почнува да прави самиот грешка, замор на материјал во светот на физиката, нели? Така. Докторе, ме подсетивте на еден дел што денови го прочитав за еден од познатите југословенски новинари Љубомир Ковачевиќ, кој на прашање на исто така еден колега новинар пред неколку дена, наполни 93 години, и вообичајно помладите поставуваат такви прашања: што е тајната на вашата долговечност? Има само еден краток одговор, вели мерка во се. Што мислите вие? Поврзано со овој проблем за кој што разговараме. Во однос на делот мерката е, нели, умереноста во животот е еден од основните работи кои што доведува да имате помалце ризик за нешто да ви се случи. Умерениот здрав живот е она што сите треба да го практикуваме во однос на тоа што можеме, нели, бидејќи условите сега стануваат се поразлични за сите нас. Здравиот живот пред се значи да нема претерување во исхраната, првиот и основен момент. Вториот дел, физичката активност треба да се зголеми многу во нашите кругови, бидејќи едноставно како проаѓаат годините се помалце физичка активност имаме кај луѓето. Дружбите кои што се, нели, употребата на цигарите, употребата на алкохолот, треба да се намалат. Посебно од цигарите треба да се исклучат од нашиот живот. Никаква корист немаме од нив, нели, само може да не направиме проблем. Употребата на алкохол во некои количини кои што не се преголеми значат подобар животен квалитет. Зошто? Бидејќи зимите каде што имаме култура за пиење, Франција, инциденцата на за Франција најмногу, бидејќи имате многу тешка култура на спорт, тешка култура на храна, имаме најмала инциденца на кардиоваскуларни заболувања во Европа. Значи, Франција има, да кажеме, некаде од 700 грама до литро и пол вино дневно. Да. Препораката медицинска е негде до 250-300 максимум да бидат во текот на денот. Так. Дали ќе преферирате бело или црвено, вино зборат во моментот, не зборат за жесток алкохол. Така. Докторе, ме наведовте на една тема за која што морам да ве прашам. Во научните кругови и во Европа, во Америка се класифицираше дебелината како болест, како состојба од која што предизвикуваат низа на болести. Некои од историчарите на медицината, една дисциплина која ги врзува начините на делување, но и колективното сеќавање. Вели дека модерното време, здебелувањето во модерното време го носиме во гените од времето кога не сме имале достап на храна. Денес не имаме мерка во едењето, плашејќи се дека утре нема да го има. И тоа е некаде во нашиот запис. Генетиката е нешто што ние сите не знаеме точно што носиме, многу се испитува во светот тие прашања за генетски проблеми и генетика што носи генетски заболувања. Брзината на метаболизмот зависи од генетиката. Меѓутоа, брзината на метаболизмот која што зависи од нашата генетика, ние модифицираме со храната што ја внесуваме. Со оглед на достапноста на храна која што има многу шеќер во себе, метаболизмот, за жал, уместо да биде користен, станува се
понекорисен, односно шекерите ги претвара во масноти кои што ги депонира и на тој начин се појавува дебелината. Здравиот живот и она што порано не сме имале доволно исхрана, да, била предност за нашите предци кои што не можеле во толку големи количини да конзумираат храна со шекер. Остатокот од храната, кај одредени генетски болести е проблем, кога ќе имате некој генетски проблем за внес на масноти или за внес на протеини, меѓутоа основниот проблем за дебелината е внесот на шекер. Во Америка имаат голем маркетинг за продажба на шекерна храна од некои компании кои што се светски брендови во моментот, кои што сега тргнаат да шишињата кои што ги продаваат на одредени сокови не смеа да бидат од 2 литра во Америка, може да бидат само до 1 литар. Не може да имате достапност на сокови со шекер во школа, каде што имате ученици, таму не може да има такви пијалоци кои што имаат шекер во себе, така да методите се разни за да се бориме против проблемот. Основната работа е да од дома и едукацијата што носиме за здравата храна и за физичката активност, треба сите ние повозрастните, нашите деца, да ги научиме дека треба да се живее во спорт, како што живееле и моите предци. Спортот бил основна занимација. Или, ако не е спортот, физичката активност, не? Да. Она што ние денес го нарекуваме спорт и морале да работат. Да. Денес се менеджментство, маркетинг и некакви други округли термини, но тие морале да работат. Повторно ќе го искористам вашето присуство за едно друго прашање. Бидејќи работите во Аџибадем Систина, се сретнувате со разни случаи. Колку, бидејќи медицината во последно време почна да излегува и со голем број на статистики според кои ние се одредуваме. Еве една фрапантна статистика, само во последните месеци во нашава клиничка болница мозочните удари се 2 пати повеќе зголемени. Имаме 150, 160, 170 интервенции. Вашето искуство што види? Се повеќе или имаме пациенти кои се жалат на аритмија или тоа е некако стабилизирано? За жал, појавата на мозочниот удар е поврзана со новонастанати аритмии, односно неправилната работа на предкоморите е една од главните причини за појава на мозочен удар. Причина за појава на аритмијата е покачен крвен притисок, промените нагло, промени на временските услови, значи од топло-ладно, кога се минува времето, возраста на пациентите, пак оној проблем на нагло пријадување од еднашка во текот на денот голема количина на храна. Сето тоа може да доведе до појава на неправилна срцева работа, аритмија, таа е атриална фибрилација, значи предкоморна аритмија, која што за жал како главен проблем од таа атриална фибрилација ни се компликациите од појава на мозочен удар, а тоа се тромботични материјали кои што се создаваат во самото срце и низ циркулацијата одат и може да се заглават во било кој од крвните садови кои што се во нашето тело. За жал најзначајна е клиничката слика на појава на мозочен удар во кој што делот тој тром застанал во една артерија која што храни мозокот и после имате озбилни последици по здравјето на пациентите. Клиниката во која што работите има третман на аритмиите. По што се разликува таа или што е тоа што таа нуди? Ова не го мислам за реклама, туку како стручен израз на вашето знаење. Сега во делот на оно што јас го работам веќе 20 години во македонската кардиологија е лекувањето и третманот на пациентите кои што имаат проблем со срцевата работа, дали се работи за електрофизиологија во која што се лекуваат аритмиите или се работи за електростимулација, тоа се вградување на апарати кои што помагаат да се регулира срцевата работа. Она што го приметуваме е дека како проаѓа времето се е поголем бројот на пациентите кои што бараат вакви услуги. Тоа е во правец на две причини. Едната е се понеквалитетниот живот кој што го имаме во моментот, кој што зависи лично од нас, а вториот дел е се подобрата диагностика која што имаме во државата, односно се поголем број на доктори кои што може да пациентите може да придат до докторите и за својот проблем да побараат помош. Така да бројот на пациенти кои што бараат услуги е се поголем и поголем со оглед на можностите на нашиот систем, лекувањето на сите типови на аритмии кои што се како последица од некакво кардиолошко заболување е се возможни и третманот и на вродените срцеви аритмии кои што ги решаваме преку електрофизиолошките студии и аблациите кај тие пациенти се возможни да се извршат во Аџибадем Систина. Рековте се вградуваат некои апарати. Што се вградува? Пейсмейкерите, тоа е постои една номенклатура англиска во која што пейсмейкер е срцеводич во превод,
значи апарат кој што ќе даде стимулација за срцето да работи, се модерни електронски софтверски апарати кои што се вградуваат во пациентите и истите може да служат за различни проблеми, проблем на спора срцева работа, проблем на пребрза срцева работа и најмодерните девајси кои што се за срцева слабост, кога пумпната моќ на срцето е ослабена и апаратот има специјална намена да помогне срцето да испумпува повеќе, да се зголеми, нели, моментот на испупување кој што ќе се зголеми во крајот кога пациентот ќе дојде во една болест која што е многу за жалост. Телото, човечкото тело е совршенство на природата или на Творецот, да не влегуваме во телеолошки и теолошки расправи, но кога се вградува нешто, секогаш се плашиме за време траењето на неговата компатибилност со нашето тело и бидејќи се работи за странно тело. Колку време пейсмейкерите можат да работат во човечкото? Аз се уградува веќе 40 на години. Па и повеќе. Кај нас се познато некаде после 40 на години, од 70-те години е почнато да се работи вградувањето, иначе првите пейсмейкери се ставени 50-те години од минатиот век. Она што е најинтересно во северните земји, првиот пейсмейкер што е ставен, пациентот има доживеано едно 15 на замени на апаратите, има живеено 96 години. Првиот вграден пейсмейкер во светот. Тоа е како реклама за пейсмейкерот. Да. Вака сега, апаратите зависно каква е функцијата, бидејќи се работи за еден систем во кој што имаме потрошувачка на енергија, колку е апаратот пософистициран и колку повеќе услуги треба да направи пациентот, толку и време траењето на самата батерија што се става во пациентот е ограничена. Најсофистицираните апарати траат околу 7 години. Тоа се дефибрилатори со синхронизација за срцева слабост, значи тоа се апарати кои што помагаат и за пумпната моќ на срцето, и за спора срцева работа, и за пребрза срцева работа. Тие траат околу 7 години како генераторчиња. Еднокоморните и двокоморните пейсмейкери во моментот сите фирми што ги произведуваат апаратите над 10 години е време траењето на, значи фабричката гаранција дека над 10 години ќе трае апаратот. Така да веќе имаме, јас во овој 20 годишно моје искуство имаме веќе пациенти кои што имаат и втора и трета генерација на пейсмейкери. Технолошки напред, така. Но нивното вградување е повторно комплицирана операција или постапката се Постапката е максимално, нели, кога имате искуство нешто што работите, вас ви е се едноставно, пациентот е сигурно исплашен кога треба да биде под некаква медицинска, нели, интервенција, се работи за мала хирургија во која што ги користиме крвните садови што ја враќаат крвта до срцето, преку нив поставуваме одредени електроди, дали една, две или три, зависи од типот на девајсот. И самиот апарат се става со една мала хирургија под кошна, значи во пределот на рамото под клучната коска се поставуваат апаратите, таму е местото каде што ќе биде генераторот и командниот центар. А до срцето стигаат специјални електроди, специјални направи кои што мерат како работи срцето, колку работи и истите служат за да се пренесе импулсот што апаратот ќе даде како команда да срцето се, нели, контрахира, односно да се направи срцевата акција ритмично. Докторе, постои ли чувство на човекот дека нешто има во него? За апаратите што ги ставаме, најчесто што ни се жалат пациентите е местото каде што е апаратот, секогаш го осеќа бидејќи тоа се наоѓа под кожата и он го чувствува тоа дека странно. Колку го немавате големи? Димензиите зависат од типот на апаратот. Најголемите апарати се со димензии негде од прилика 10 см во должина и 5-6 см во ширина. Тоа се специјалните дефибрилатори. Овие претходните генерации на апарати, помалите пейсмейкерчиња, најмалите што се прават за деца, микро се 3 см. Така. Значи може да се чувствува, но и да се преживее со тоа што го... Не, може убаво да се живее со апаратот. А без тоа не може да се живее? Без да не. А ние имаме едно правило дека на средината од емисија мораме да пуштиме ЕПП-от, зашто и телевизијата без тоа не може да живее, нели? Главните услови. Главните услови. И мала режијата за кратка ЕПП. Продолжуваме со разговорот со докторот Дејан Ковачевиќ на темите аритмија. Зборувавме колку емоциите можат да го забрзат или да го успорат отчукувањето на срцето и последиците од аритмиите и што е самиот тој поем. Јас овде се надевам успешно, се обидувам да го испровоцирам мојот гостин да почне на вам разбирлив јазик
се разбира, не е проблем научно да почне да ни зборува, но ние да видиме каде е нашиот проблем, а кога ќе дојдеме кај него, одговорноста е негова. И пред да почнеме да зборуваме понатаму, телефонот ви е отворен. Знам дека е топло и знам дека се разбудувате од денешнава топлина во недела, но обидете се доколку имате време, ние ќе продолжиме со разговорот во секој случај. Вие се обидете, ако мислите дека можете нешто да го прашате, имате таа шанса. Инаку, достапноста на докторите од Аџибаден Систина е на отвореност, но сепак не е можно во секој доба да ги довидите и да поразговарате со нив. Ова шанса имате овде. Но јас ќе продолжам со мојот разговор. Докторе, електрофизиологија како третман, како наука и како можност за превенција, за диагностицирање и за помагање. Мене ми изгледа ова крупна работа кога има толку дилеми во неа. Самата срцева работа, значи нашето срце да работи, мора да има струјни потенцијали кои што даваат наредба, самиот мускул за да се контракира, постојат одредени системи на спроведување на енергијата низ самото срце. Кога се јавува грешка во овие системи, се јавуваат нашите кружни аритми и одредени неправилни срцеви работи, за кои што електрофизиологијата може многу да им помогне на пациентите. Што е предноста на електрофизиологијата во однос на другите техники за лекување на ритми, е инвазивна техника во која што доколку пациентот биде направена интервенцијата и биде успешна, е сосема излекуван, веќе не е болен. Односно, постои трајно излекување за проблемот кој што го има пациентот. Најчета група на пациенти кои што ги лечиме во моментот ни се млади пациенти со кружни тахикардии, значи тоа се механизми во кои што импулсот место да оди во еден правец, прави круг во самото срце. И тоа ни се најчесто млади пациентки, повеќе од женскиот пол, со една кружна тахикардија која што сите можат луѓе на овој свет да ја имат, а женскиот организам и женскиот пол е малце поподложен заради нивната хормонска активна за да може да добие таква тахикардија. Која е најубавата работа во лекувањето на овие пациенти е тоа што пациентите... Освен што се убави пациентките. Да, трајно излекуван е пациентот. Значи веќе никогаш не може да добие истиот тип на аритмија и нема потреба од земање на било какви хемиски средства, лекови за да се спречи појава на аритмиите и за да се тоа третира. Интервенцијата е инвазивна, пациентот сепак треба да се влезе со одредени инструменти до срцето, да се направи проверка како работи тој спроводен систем и да се открие местото каде се јавува грешката која што прави кај пациентот да добие аритмија, односно тахикардија. Доколку успееме тоа да го лицираме и е достапно за интервенција пациентот со помош на аблација, тоа е техника со помош на термоенергија, на истото место се прекине, односно веќе да не дава електричен контакт со остатокот од ткивото и да не може пациентот да добие тахикардија. Успешноста ни е преку 95% од пациентите, така да тоа е многу голем процент, не зборам само за нас, тоа е светски стандард во кој што најголем дел од пациентите се трајно излекувани од проблемот што го имале. Ова ми доаѓа лаички као некој облик на заварување и одворување. Тука нешто. Кога веќе ја споменавте ова техника, морам да ја прашам колку е време кај нас оперативна? Од кога постои во Македонија? Од 94-та година се почнати. Светски е почната техниката од 91-2 година во Америка е почната. Тоа е во Хјустон, тоа сака да ја прашам. Да, во Америка се почнати, во Хјустон, 91-92, колегата кој што имам чест да го слушам, докторот на предавањето, кој што има прв почнато, ја има измислена оваа техника. Техниката е инвазивна, напредна, многу софистицирана во моментот, со многу апарати, електроди, многу начини за следење на различни типови на ритми, со многу можности за лекување на проблемот кој што пациентот го има. Јас морам да ја прашам и уште едно полуприватно прашање, зашто вака нашиот разговор драматургијата си донесува и до можност за поставување на прашање. Јас сега се сеќам мој пријател, обвинител во Република Македонија, ми кажуваше за
доктори кои биле на специализација во Америка и вршеле интервенција оде во Македонија некаде таму после 2000 и некоја година. Тоа се меѓу нив сте и вие што бевте во Америка? Па делот од нас имаат во Америка, дел од нас имаат идено по Европа, дел од нас имаат одено во Јапан, значи како колеги кои што работевме, и најмногу искуство ни донесе еден колега од Германија. Значи еден доктор кој што доаѓаше секоја година по 2 пати во Македонија за да ни помага во едукацијата. Од 94 до 2000 и некоја година колегата доаѓаше. 2000 година се земени софистицирани апарати, значи максимално подигнато нивото на електрофизиолошките студии. Во Аџибадем систина сме опремени со современа апаратура за истите тие. Така да тренинзите што ги имаме правене, сите се различни, некои пократки периоди, некои колеги имаат и долги престои, зависно од тоа на фондациите што нели ни ги плаќаат едукациите, бидејќи за нас се уште се тие недостапни во светски нивоа, се многу скапи тие едукации. Али меѓутоа и Европската кардиолошка асоциација дава фондации за едукација на млади кадри. Да. Докторе, вака кога разговараме и употребувате терминологија која е поблиска до техничките науки отколку до медицината, и јас се поставам едно прашање. Дали е потребно еден доктор да знае физика, и технички прашања, и технички правила, или сето тоа оди во една екипа во која што врвни физичари заедно со лекарите, медицинарите ги решаваат проблемите на организмот? Па, она што ние го работиме во моментот е многу поврзано со електроника, физика, со закони кои што се, нели, општо земени, почнувајќи од математички закони, зашто треба толку да работи срцето. Во сите тие тимови во светот постојат различни профили на персонал. Техничките лица се занимаваат со, значи имаме човек кој што е компјутерџија, кој што ги решава проблемите на софтверски нивоа, како тој софтвер кој што го вградуваме во пациентот да работи по-прецизно. Ние како доктори во тој дел не учествуваме, ама кажуваме што треба да има пациентот, а тој софтверџијата решава дека ваков софтвер ќе биде подобар, ваков подобар. Разни сензори кои што се вградуваат во тие апарати, техниката оди напред, веќе нанотехнологија постои, така да постојат многу мали апаратчиња со многу работи во нив кои што може да ни помогне за решавање на проблемите што ги има. Така, ви потребате термин аблација, која произлегува од латинскиот израз аблатив, а тоа е спојување или распојување, а употребувате термини радиофреквентна аблација. Што е потребно за да се направи радиофреквентна аблација? Па, тоа е делот од нашата студија во која што ние мораме да утврдиме местото каде е проблемот со аритмијата и после тоа пристапуваме со специјални инструменти кои што се аблатори. Значи тоа се специјални одредени средства кои што помагаат да во одредена зона во срцето пренесат топлотна енергија која што е радиофреквентна, значи со одредена херцажа на самиот врв од самиот катетер, и тој на тоа место прави аблација. Значи тоа се позиционирање кои што треба доста големо искуство во моментот за да местото каде што ви е проблемот го решите и пациентот повеќе да нема таков проблем. Самата аблација и самиот процес, значи отстранување. Отстранување. Елиминирање. Имаме една, бидејќи зборувавме за аритмиите, а и рековте и за кои врсти на аритмии постојат и со кои што вие се среќавате. Колку ова поставка и кои од тие аритмии ги лечи и ги излекува, странува како што велите вие? Кондицио аблативум ест, услов за отстранување е? Кај пациентите кои што имаме во моментот проблем со аритмиите, зависно е локацијата на самата аритмија, односно дали се работи за аритмија која што е и тригерот кој што се наоѓа во предкомората, дали е во десниот дел од срцето, дали е во левиот дел од срцето, дали е во коморите. Сите тие услови кои што ги добиваме ние во експериментален дел еден, во кој што пациентот лежи на еден стол под упатство на одредени апаратури, правиме мапирање, проверка на системот, каде работи и каде прави грешки. За да можеме да извршиме интервенцијата, односно за да можеме да направиме вакво трајно лекување кај пациентот, потребно е да проблемот што ќе го најдеме бите внатре, во внатрешниот дел на срцето. Ако е од надвор од околината на срцето, тогаш превеѓа во хируршки третмани.
Така, ова е пософистицирано или, како ви рековте, не е ни микро, туку нано постапка, во многу мали мали зони се. Значи, ако ме прашувате колку се тие милиметри во нашето срце што треба да ги излекуваме, така. Многу мали. Она што мои гледачи и секој кој има вакви проблеми го интересира, кој е постоток на успешноста на оваа постапка? Типот на аритмијата која што ќе ја лечиме и типот на она што го имаме во моментот како можности, излекувањата се доста големи. Кај атриалните фибрилации и третманот на атриалната фибрилација, трајното, значи тоа е предкоморното треперење како проблем, во кој што предкомората работи неправилно, излекувањето се уште во светски размери, се уште во развој многу техниката. Таму се користат и радиофреквентни аблации и криоаблации, во кои што не само да се грее, него и се лади местото за да престане да прави аритмија. Има некои проценти кои што се движат околу 80% од пациентите да бидат излекувани. Тоа е од 10 пациенти 8 дека ќе успеат да бидат излекувани. За одредена зони каде што се наоѓа во предкомората, која што е многу блиску достапна за лекување, апсолутно целосно излекувањето на сите пациенти кои што имаат кружна вродена тахикардија во авијазолот. Кај преексцитацијски, така се вика медицински, тоа се синдроми кои што не можам да ви ги преведам, така се викаат. Кај тие синдроми на ВПВ, излекувањето зависи и од близината на спроводниот систем, односно доколку е болеста во самиот спроводен систем, тогаш прашањето е дали ќе може да се смее да се изврши интервенција. Коморните аритми и коморните тахикардии, доколку бидат достапни за аблација, може да биде трајно излекување, меѓутоа често кај тие пациенти со коморни тахикардии вградуваме после тоа и песмекер специјален дефибрилатор да ги заштити пациентите од ненадена појава на аритмијата, односно дефибрилаторот да изврши прекин на тахикардијата и да пациентот го спасиме животот. Повторно ќе барам едно објаснување за овој последниот термин, а да ги потсетам моите гледачи дека на крајот на емисија сме и вашите телефони, доколку не ви е многу топло, ја имате шанса да го прашате докторот, а ако не ве потсетуваме, и ние како телевизија стоиме на вашата услуга, она што денес ќе го слушнете, можете за контакт да не контактирате наш во телевизијата, ние ќе ви дадеме број на луѓето кои ќе ви возможат сето ова знаење кога да го слушате и практично да го видите, поточно како пациенти да ви се помогне. Затоа сме и ние како медиум овде и затоа ни се гостите од Аџибаден Систина. Државата со закон донесе одлука каде што има 100 вработени или повеќе од 100 вработени да има задолжителен дефибрилатор. Да. Што значи тоа? Што значи таа направа? Апаратот е една софистицирана машина која што може да провери вашето срце во моментот како работи. Освен што ќе провери како работи, доколку има проблем со пребрза срцева работа, која што доведува до губиток на свест, може таа машина да пренесе струен удар со еднонасочна струја во одреден правец за да дојде до нормализација на срцевата работа. Бидејќи во основа се работи за електрофизиологија, во која што струјата која што нормално патувала низ срцето од X причина почнала да работи во хаос. За да се среди хаосот, се врши дефибрилација со помош на тие дефибрилатори и на тој начин се спасува пациентот. Последна тема, последните неколку минути од разговорот. Човечкиот организам е организам, што значи состојано од многу дела и функционира како систем, не може да се изведе нешто па да продолжи како систем. И бидејќи вие работите на срцето, срцето не е изолиран, не дај Боже изолиран орган. Колку ние како луѓе, со начинот на кој живееме, со она што во нашиот хардвер го имаме како софтвер или во мозокот што го имаме како мислење или во жлезите што имаме како е злачењето, како емоција, она што го покажуваме како човечко битие, можеме да си помогнеме во појавата на вакви последици на срцето. Ние сме јужен народ, нели? Не можеме без нашата крв да врие. Треба да пробаме малце крвта помалце да ни врие, така ќе биде подобро за нашето срце и за нашето здравје. Здравиот живот
трошењето на вишокот енергија, што го вика народот, да се истроши во правец е основниот начин како животот да си го продолжиме, без да имаме компликации со срцето и срцеви заболувања. При секоја промена некаква на нашето здравје да се обратиме до соодветната служба за да проблемот почнеме да го решаваме и да не чекаме време, бидејќи времето во медицината секогаш е губиток на некакво ткиво. Така да основните препораки би било да се живее здраво, да бидеме што повеќе физички активни, соодветно на возраста се разбира. Сигурно не бараме дека возрастните луѓе да трчаат и да играат фудбал, меѓутоа зборам за поодминатите години, меѓутоа да се движат, да бидат активни, е основниот начин како да се заштити организмот од оштетувањата кои што настануваат без физичка активност. Физичката активност преку спорт го одликува современиот начин на живење. Во воспитувањето на северните народи, посебно во Холандија, кај децата се воспоставува мислење, систем на вредности во кој што тие можат и треба во својот живот да поседат 10 рози, да поседат не знам колку патлиџани и останато. Мене вака ми изгледа, повторно велам лаички, дека почетокот на нашето лечење како луѓе е мотика. Ако немаме спорт, можеме ли да имаме мотика, па барем по еден? Во принцип може, место да трчаме по улица, можеме и мотиката да ја земеме, исто така ќе помогне во физичката активност која што се повеќе ни фали, во губиток на времето, во бркањето на работите кои што не се физички активни. Од делот кој што во моментот сигурно сите луѓе во оваа држава треба е да се зголеми нивото на физичка активност. Физичката активност прочитав некаде дека е некоја врста на испустен вентил од психичките стресови кои ги трупаме преку денот. Нашата физичка активност ни дозволува она што го концентрираме да се барем распореди по различни делови од организмот. Па негативната енергија која што нели ја збориме во моментот е таа што ќе потрошите со физичка активност. Се она што ви е вишок адреналин во организмот и се она што сте собрале во текот на еден ден работејќи со вашите работни обврски, ќе го намалите ако искочите вечерта на една прошетка со малце побрзо темпо, да не биде само прошетка, него да биде малце брзо одење, кој што нема да трае повеќе од 1 час, кој што сите ние можеме да си го приуштиме, да најдеме барем еден таков час кој што ќе биде строго за нас и нашите мисли, брзејќи во времето, барем малце да го одмориме и мозокот и да не размислуваме за сите наши проблеми што не чекаат, малце да размислуваме дека сепак животот е убав. Јас имам еден предлог. Од минаа годините, за да конкретно го покажам тоа, но имаме празно овче поле, а ова младина може и со спорт, а може и по некоја бавча да наседи и ќе има поголемо национално здравје. Се согласувате? Се согласувам. И ментално и физичко. Дека се ќе биде подобро. Така. Благодарам за одвоените 40 минути во оваа емисија. Се надевам дека добар дел од моите гледачи не следеа. Се обидовме да ја направиме и разбирлива, но и за неделно попладне, по-комотна, по-кежуал, што се вели, а ние ќе репрезираме и се дозволувам со слобода да сите мои гледачи кои ќе имаат потреба тоа преку нас ве контактираат. Благодарам за поканата. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор исклучително пријатен со докторот Ковачевиќ. Уште еден од ремонтерите на срцето, на душата, веројатно никој не може да ни ја ремонтира, освен ние или некој друг за кој што ние не знаеме, но добро е лекарите да ги послушаме, затоа што кога не ми се обратиме, веројатно, како што вели гостинот докторот Ковачевиќ, тогаш времето е згуснато 1:5, 1:10. Но таков е животот. Јас мислам дека од овој наш разговор ќе извлечете по некој заклучок и само еден ако извлече заклучок, сфрхата, целта на оваа емисија денеска е постигната. Ви посакувам пријатен ден. Синоптичарите велат и од утре сме во жолтата фаза, затоа немаше смисла докторот да го прашаме што треба да правиме, кога ние сите знаеме, дали нема на сонце, покриена глава, многу тешности и останати препораки од лекарите. И аритмиите и другите срцеви заболувања, вели докторот, започнуваат во главата. Ај, нека имате повеќе аритмии, затоа што сте влюбени или затоа што ве возбудуваат вашите најблиски, ама со мерка, како што вери Љубомир Поповиќ. Довидување до идната абецеда.